Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Џијан Емин, музичар, мултиинструменталист, аранжер, продуцент, диригент. Џијан, она што е интересно е дека во изминативе 3 децении поминуваш од проект во проект. Зад себе оставаш траги кои говорат за твојата енергија и твојата инвенција. Како е да се биде Џијан Емин? Јас се осеќам доста комотен во својата кожа и некако сам себе си сум си нормален во ова што го работам и енергија, мислам, тоа е извори има насекаде. Извор си ти, извор ми се децата, извор ми е градов, државата, сите кризи, сите проблеми, сите среќи и несреќи, целата љубов, универзумот, тоа е, мислам, извор на енергија има секогаш. Ако се имаат на ум бројните соработки што ги имаш остварено со светски познати музичари, мнозина би се прашале зошто Џијан Емин не се уште тука? Зошто не се збогува со Скопје, со Македонија? Сепак ти си тука и работиш. Се вратам наназад, на почетокот од да речеме оваа музичка приказна која што ја почнавме на времето со Ждлусти со дно, некако тогаш имавме зацртано идеја дека ние ќе останеме тука да живееме, тука да работиме и да успеваме некако оваа приказна, оваа енергија, оваа криза во наводници си ја викам јас, да успеваме некако да најдеме начин како да ја носиме надвор, за да можат луѓето да видат, да слушнат што е тоа што се случува овде, како живееме ние и зашто размислуваме, што чувствуваме, какви состојби преживуваме. Така да ете, на некој начин таа моја идеја или пророштво некако се исполни и тука сум се уште и добро ми е. Значи, можам да кажам, нормално дека е тешко, знае да затежи, од друга страна па некако имам и доверба и имам простор каде што можам да делувам некако и филхармонијата, и директорите на филхармонијата, администрацијата имаат доверба во мене во тоа што го работам и некако имам прилика да работам некои сериозни проекти покрај тие што си ги работам сам. И некако останат сум овде. Живот се случува секаде, и во Африка, и во Њу Јорк, и во Танзанија, и во Јапонија. Човек мора да научи како да живее. Мора да научи дека мора да работи и во Њу Јорк како е, или во Тексас, или на Аљаска. Само се менуваат состојбите, или може би се менува нивото на тежина, претпоставувам дека е секаде исто, освен нормално таму тие кај што немаат што да јадат и што да пијат, тоа е, значи, тој баланс се уште е дефект во цел свет. Инаку секаде каде што луѓето имаат основна екзистенција, нивото на борба за опстојување, претпоставувам дека е секаде исто. Од ова што го говорите, што значи да се биде уметник во Македонија, да се биде свој? Многу пати кога, во изминативе 25-30 години некако баш ние од нашето детство, нашата младост некако влеговме во оваа транзиција која што уште е транзиција. И уште од случувањата од војните во Југославија, ја имам фамилија во Босна, имаше, мислам, многу непријатни ситуации и случаи во тој период. Така да некако тој клик многу ми проработи брзо и некако многу брзо се освестив за се оно што се случува и некако се трудам се уште и тогаш се потрудив да најдам начин како тоа да не влијае врз се оно што ќе работам јас, бидејќи ако погледнеме во историјата тие случувања, значи оно што е основата на движењето на овој свет, војна, борбата за превласт и моќ е постојана од кога постои човештвото. Не знаеме како било пред тоа, не знаеме ништо. Како настанал светов, тоа се само шпекулации. И зошто се ова што се случува, така да ако човек најде начин како да ги гледа работите од малку поголема дистанца, можеби, не викам дека тоа е начинот, дека можеби ќе најде и простор
да може да си најде среќа во животот, да може некако да не заглавува во тие секојдневни муабети на овој кажал, овој направил, овој волко е глуп, овој ич не го бива, овој, значи, а за жал, поготово во последниве 10-15 години, тоа двоење плаво-црвено, жуто-зелено, плави, леви, десни, вакви и онакви, први, втори, трети, некако стана премногу големо и ние, нели, луѓето, обичните луѓе, неминовно е дека мора да како се вика тоа, да има тоа влијание врз нас. Не можеме да останеме рамнодушни. И секој мора да има став за работите. И неретко се случува и со луѓе кои што ми се блиски, кога разговараме за одредени работи, да имаме конфронтации за одредени размислувања како би требало да биде, или зошто е тоа така, или како би сакале да биде. Така да има огромно влијание се тоа што се случува во нашето обкружување, да кажеме, во нашата нашиот микрокосмос. Да. Политичките партии вообичаено за мета ги имаат уметниците, да ги искористат за сопствени цели. Имало ли случаи во врска со тебе? Си имал ли понуди да се определиш за едни или за други? Успеаш ли да одолееш на таквите понуди? Да бидеш настрана? Фала Богу до сега немало таква понуда воопшто да бидам дел од некаква политичка партија или пак да морам некако да бранам одредени ставови, а па сам да ми текне такво нешто, не дај Боже. Мислам, доколку уметникот ја продае душата, тоа е готово. Мислам, нема веќе уметност, тоа веќе станува само слуга на нечии идеи. А баш би рекол спротивно, уметникот кој да е, каков и да е, со што и да се занимава, треба, тоа е единствениот кој што може да го прави балансот во нашето живење, да не кажам во универзумот. Значи, доколку оваа левава материјална страна, каде што влегува се она што е политика, за жал, значи идеологија не постои никаква, барем за мене, единствено останува уметноста, која што може да се потруди да го направи тој баланс, некако да ги... Па да ги направи, да ги избалансира работите, барем во одреден момент, за одреден на некој начин, луѓето знаат да препознаат кога има искрена, чиста и позитивна енергија, можеби не го разбираат тоа на вистински начин, да кажат чекај, ова е добро, да ја чуваме оваа енергија, да шкартираме се тоа што е дефект. Меѓутоа, економскиот проблем е многу присутен и огромната сиромаштија, прво материјална кај обичниот народ, предпоставам дека тоа направи голем јаз меѓу она се што е политика и начинот на кој што се води, или, да не кажам, да бидам злобен, се манипулира сиромашните луѓе во нашата држава, кои што се во огромен број, мислам, тоа е неминовен факт, успеваат да ги лажат луѓето, да ги манипулираат и значи тој јаз и таа разлика да станува се поголема и се поголема во начинот на размислување на едните и на другите. Покрај тоа, значи покрај таа материјална криза, таа духовна сиромаштија, би рекол, е на некое друго ниво исто така изразена многу. Проблемот е во начинот на образование, претпоставувам, начинот на воспитување, начинот на растење, со каква е идејата и целта и која е потребата за живот, што е тоа што треба да те води во животот. Не знам, не сум ни ја многу паметен што треба и како треба. Само очигледно е дека има озбилен дефект и тоа не само тука, мислам, во целиот свет веќе некако е, би рекол, ако е зло и добро, злото некако победува во последно време, иако на филмовите цело време као демек доброто ќе победи, ама тоа е некако лажно. Во вакви услови на живење, културата вообичаено е монета за подкусурување. И вообичаено, како што се менуваат оние кои доаѓаат на власт, обично на министерското столче седнува некој кој или е или не е од културата и се обидува да влезе во културата. Си размислува ли тоа дека, како по некое непишано правило,
генерално доаѓаат некадарни на места кои се многу битни и места каде што се одлучува. За жал, значи културата во нашава држава е ставена тотално на маргините. Она што е главниот проблем е социјално-економскиот проблем, каде што им треба на луѓе леп за да можат да преживеат, па за да можат после да размислуваат чеке се ваква култура, онаква култура, така да ако е, и јас и покрај тоа што ја сум од областа на културата, повеќе би бил среќен доколку луѓето имаат што да јадат и што да пијат, некако да можат да преживуваат од месец на месец малку понормално, за да не биде на борење, лепсирање, кашкавал да нема еднаш годишно. Така да ќе почекам, ако е тоа проблемот за културата, да може да се исправи. Како Џијан Емин успева да живее во оваа политичка, би рекол, какофонија? Можам да кажам дека имам среќа. Може би некој други ќе каже дека тоа е плод на долгогодишна работа, талент. Јас би рекол дека тоа е само склоп на труд, на многу работа и многу жртвување и огромен дел на среќа, каде што сум се погодил во одреден момент во одредено место и се појавила некоја ситуација и јас сум бил таму, сум ја препознал и некако сум знаел, сум осетил како треба да реагирам. Од кога сум роден до сега, немам одбиено ни една работа до сега, се уште. Ви благодарам на разговорот. Фала ви многу, Иван. Вие, почитувани, го следевте во изминативе минути разговорот со Џијан Емин. Следната средба ја закажуваме за недела дена. До гледање.